Малиот групен дом кој ќе се отвори во штипската населба Пребег нема да го загрози функционирањето на Центарот за аутизам, тврди министерката Мила Царовска. Истиот е предвидено да биде сместен еден кат над центарот и да згрижува деца без родители и родителска грижа на возраст од 3 до 18 години. Според Царовска, министерството е насочено кон создавање на социјални услуги на локално ниво и ваквата институција е дел од нив. Тој мал групен дом никако не го загрозува функционирањето на Центарот за аутизам. Центарот за аутизам е навистина важен. Го финансираме од една страна, друга страна финансираме Сдружение на граѓани за да го збогати квалитетот за функционирање на тој Центар за аутизам, но на вториот спрат кој што во моментов не е искористен како капацитет. Создаваме заедно со општината мал групен дом и со тоа го збогатуваме квалитетот на услуги кон граѓаните, не го намалуваме. Стравот веројатно се појавува кај некоја група на родители со кои што јас се среќавам, но секако на крајот сите заедно ќе бидеме сведоци дека тоа ќе биде местото кое што само ќе спружи дополнителна вредност на општина Штип, а нема да никако спречи развој на оваа компонента во државата. Според Царовска, ова е еден од начините на згрижување на децата со посебни потреби по смртта на нивните родители. Заштита во заедницата, заради тоа што сме свесни за постоењето на големи нехумани институции, како што се Демир Капија, како што се други институции кои што се на територија на Македонија, но знаете, кога ќе влезете во нив, разбирате дека тоа не е соодветно живеалиште за ни едно дете, ниту за лице со попреченост во Република Македонија. Инаку во овој дом на децата ќе им се обезбедат основни животни потреби како домување, храна, одржување лична хигиена, облека, нега и грижа за здравјето, воспитување и образование. Средствата за овие тековни трошоци ќе ги обезбеди Центарот за социјална работа во Штип, институција која ќе биде надлежна за домот и ќе обезбеди 24 часовна непрекината грижа за сместените деца.